И за самиот крај од емисијата ја оставивме темата велосипедизмот во Македонија. За велосипедизмот во Македонија ќе разговараме со нашиот денешен гостин Горан Богоевски, кој што е и самиот велосипедист, а воедно и председател на Сдруженијето Macedonian Bike Riders. Горан, добро утро. Добро утро. Да прашам како дојде? Со велосипед. Со велосипед, секако. Во овие гужви скопски. Некако логично со оваа тема ми е прво нешто да те прашам, како е да си велосипедист во Македонија? Па убаво е. Македонија е прекрасна држава, полна со природни убавини, нели, планини, езера и реки. А ние дека практикуваме и од двата видови на велосипедизам, значи велосипеди прекрасна е, убава е. Брдовита е, планински релјефот, ама преубаво е. Што значи има многу предизвици, така? Многу, да, многу планини, многу врвови. Од кога, сега предпоставам многу одамна, ти се роди таа, се не знам како ќе наречеш, страст, љубов, пасија кон велосипедот? Па добро, како деца, нормално со пони. Тоа ти беше првиот? Па да, или е фудбалот, топката кај нас, нели, машките, или велосипедот. Али самалце и покасно се јави ептен голема страст, пасија, последни 15 години, буквално што се вика, се немаме симнато, и јас поготово од почек се немам симнато. И ќе кажеме некои може бројки што ќе синат гледачите, се прат над 10.000, 12-15.000 километри годишно. За секоја година, да. Тоа значи се километри, денови. И помножено со години, и камионџија да позавиди. Може да е свртена цела планета неколку пати веќе. Секој ден возиш? Па до работа, да. Ретко ептен кога е лоши временски услови, кога врне дожд, па се користи јавен превоз. Значи, ностоп сум, секоја дестинација, 10 км минимум сум во денот, само за на кафе се отидели до работа, али си тренираме ние и си возиме така да правиме тури од 40, 50, 100, 200 км нагоре. Иначе ностоп сме, јас поготово и другите. Што значи, предпоставувам, ден без велосипед е изгубен ден, така некако му доаѓа? Непотребно потрошен ден, залудно, поготово кога се многу добри условите за возење, нешто налик на овој ден, нешто кога е околу 20 и некој 30 степен. Температурата, ама ние не бегаме, не застануваме ни кога ептен, ни сега беа пеколите 40 изгора, возиме ние. Само што малце станувањето е малце повише порано се станува. Се тргна во 4 во 5 да се извози некаде по свежот или прик вечер. Ние додека разговараме, Горан, одат и фотографии во позадина, доколку нешто сакаш да издвоиш. Да, од Охридско езеро турата што организиравме сега на 1 јуни. Да, овие се странци што ги сретнавме горе на Галичица, кои ја вртат скоро цела Европа, маж и жена, со трицикл. Значи, товарени се, одат, спијат, шатори поставуваат. Тоа е, мислам, пасијата, не е само и постари луѓе, некај 70 години веќе има. Браво. Да. Спомена твојот прв велосипед бил пони. Од тогаш колку велосипеди поминале низ твојот живот? Многу. Многу. Нешто поклонив. 2 имам до сега. Украдена. Ми украда, да. И сега уште имам 4 на залиха, што се вика дома, за користење. Какви се, спомена дека секако Македонија е убава земја, убава за возење, но какви се условите за возење во Македонија? Прво, вака би те прашала од аспект што можеби порано не се правеле наменски патеки за велосипедисти, но од друга страна пак имаше многу помалку автомобили и посмирени возачи. Од тој аспект какви се условите? Па многу е ризично. А и што се зголеми бројот на автомобили, зголемени бројот на луѓе што го користат велосипедот. Значи, овие 10 години последниве, таква експанзија во Македонија, во сите градови да се користи велосипедот. Скопје поготово со изградбата на нова велоинструктура се зголемија и учесниците кои користат и велосипеди за, нели, одење на работа, на училиште, нели, рекреација, спорт и што друго не. Ние кога излагаме на пат, малце луѓе се навикна веќе на нас дека можат на некој дел да летаат на велосипеди од, мислам, бројка од 15, 20, 30 на група на велосипеди. Така да веќе свеста кај луѓето и малце, нели,
расте, се отвара, знаат, препознават, не поздравуваат, некојаш не пропуштаат, ама Но генерално уште, колку е генерално- цивилизиран односот на возачите на автомобили кон вас? Па нема, не размислува дека тие се, нели, во оклоп тие се заштитени, дека ние сме ранлива категорија, дека една секунда или 5, ако пропушти и застани, нема ништо да ни направи. Имало се, ајде, и немили случаи кај што ние сме тие грешните што бараме се од Сабаѓа, например, да возиме, да му ја држиме лентата, па има и такви нервни кои сака намерно А да лентата е влезат. само негова, така Да, како може некој друг пред па не нас да разбира му... дека ние сме учесници и го Да, делиме и тој едните и пат, другите. не збориме за автопат, него збориме за регионални патишта што ги користиме ние за да отидеме од еден град до друг град, додека приказната на планина е па поинаква, таму е слободата, таму се наоѓаме сами нели со планината и со сите незини убавини, но сега доаѓа па нов проблем на планина, излегува многу кросмотори по Македонија и квадро, така и джипови, така да и таму е веќе безбедноста последните 2-3 години нарушена, пошто и тој спорт зеде голем замав и сите околни планини и врвови од близина на Скопје се изорани, буквално да кажам, од тие кросмотори, од тие джипови, пошто секој сака се качи, не знам, до Љуботен, Врвот или било каде, додека порано, например, пред 10 или 5 години, еве најмалце, беше и побезбедно, можеш да водиш каде сакаш, на која планина, не плашејќи се дека од некаде некој джип ќе ти излези или ќе те помине, па и тука не се малце и тие, ајде да кажем, да ги критикуваме културни, па дигаат прашина, ние мора да влеземе од таа прашина, се наголтаме што се вика. Да. И безбедно летаат камења, така, и тие нешто се бркаат прават, ама Да, Горан, се снаоѓаме. тази е случката и со двајцата млади велосипедисти од Исланд. Така што, како заклучок, дали може да се каже дека сепак возењето тоа е велосипед... друг муавет. Да, Значи, да. многу лоша реклама се направи околу тој настан. Ја имам голем број на пријатели, дури и организаторите ми се пријатели, да кажеме за цела јавност кој прати. Децата од Исланд тренираат надвор од патека која треба да биде обезбедена и која е означена и која е обезбедена од полиција. На своја рака, со сите препораки, строги се тие правила во велосипедизмот било каде, кога си во карантина и тој ден ти не смеш да водиш, поготово не на патека која не е обезбедена. Самите ја решиле, излегле и се случило тоа што се случи. Добри се децата, не се со големи повреди, не се во животна опасност, само приказната се расшири многу, се напре голема фама. Значи било кој, ние кои идеме да возиме, ако во мојата група, во моето дружение, не ги почитуваат правилата, што ги наметнуваме ние. Нормално кога ќе дојде некоја несакана несреќа, нели непогода, мора да се пазат правилата и работите кои се кажуваат на секоја тура, поготоа дали се вози на друми, дали на планина. Ајде малку за твоето здружение, Macedonian Bike Riders. Колку време постои и зошто постои? Која е потребата? Ние постоиме од 2014 година. Зашто постоиме? Многу е подобро кога си во група. Сите и сега ден денес ќе најдеме некаде и до Средноволно или до Крст негде по пат, некој сам или двајца си возат. И имаше и други групи пред нас, ние не сме нели пионерите. Само за среќа со социјалните мрежи побрзо се собираме, побрзо се наоѓаме, нели љубовта кон велосипедот не спојува. И кога ќе ставиш интересни тури, турите ги наметнував и ги откривав местата, што се вика јас самиот, без претходно да отидам или некој ми ја кажал онака, па сум ја слушнал и буквално одевме ги изражувавме тие места по прв пат, па одиш по втор пат, пошто е убаво, кога ќе споделиш слики, кои ќе кај си бил, еден чист пример, види којот на езеро Козек горе, кој е блиско, да речеме, мислам блиско за нас, некои 30 километри, самиот поглед е многу убав. Кој ќе стане на сликата, слика после измамува многу луѓе што сакат и тие да отидат таму. Нормално да се стекнат со кондиција почетна, пошто има искачување било каде. И така се зголемуваат, сакам ја да идам на Љуботен, сакам на Китка, не знам, на Солунска глава, кај Макчалан, цела Македонија. Па се наоѓаме пријатели по социјалните мрежи, се додаваме и стануваме на голема, ајде да кажам, бајкерска велосипедска заедница, кај што се пратиме и сакаме да отидеме, да посетиме, да го видиме. Ние Скопје, колку Скопје го знаеме горе-доле, уствари не го знаеме. Има многу убави предели за возење со велосипед. Водно, Скопска Црна Гора, лево, десно, на кај Саре или на кај автокоманда излез, значи има многу убави природни места.
Одиме и во другите градови, нормално, кој ќе има настан, зашто да не отидеме у Велес или во Неготион или Кавадарци, Штип, било каде. И таму мештаните да нонесат на некое место, на некоја убава тура, локација поготово, што стварно останува човек без див. Што се случило и може да се случи при овие долги возења, да речеме, односно на што се треба да биде подготвен еден велосипедист пред да тргне на тура? Вака, само мора малце да разграничам, пошто возам два вида на велосипеди. Значи планински тој оне роуд велосипед, тој друмски роуд велосипед и планински нели МТВ што викаме ние велосипед. Припрема мора да има и за двата, да се има почетна кондиција, се зависи која е целта и која е дестинацијата што сакаме да ја проидеме. Ако сакаме денеска 100 км да извозиме, нормално дека треба да се фати некаде уште од јануари, февруари, март, да се вози постепено, да се билда кондицијата за да можеме да ги возиме тие со леснотија 100, 150, 200 км, пошто се зголемува нели и денот и поубаво се тие периоди да се вози, се билда уште во пролета кондицијата. Кај планинскиот велосипедизам мора, пошто се искачуваат височини, се оди на 1500, 2000, 2500 надморска височина. Например, еве сме биле на Сонска глава, кај Макчелан, тие се љуботен, такви врвови кои се скоро на 2400-2500 надморска височина. Бара тренинг, бара вежбање, И без, опрема. Тоа, без што опрема. не се тргнува на пат? Опрема прво за себе, за велосипедистот, основно нели заштита кацига, наочари, ракавица, прихрана, храна, вода, резерва, зависи кај се оди. Ама ние ги осмислуваме турите, веќе знаеме и горе-доле покриени се сите точки, знаеме кај има последна чешма, последна бензинска пумпа, последна вода, кај што можеме нели да се дополниме со тоа. И нормално не се трга без алат за сервисирање на велосипедот, без резервни гуми, без лепенки, сите работи што се потребни за колку толку да може да се снајдеме сами да си го поправиме тој дефект. Ако е покрупен, повеќе пријател. Да. А ги имате, велосипедистите имаат многу да. пријатели сигурно. Нешто што мислам дека и на гледачите ќе им е многу интересно и значајно, а тоа е дека вашето здружение не постои само за вие да си организирате тури да возите, туку ни сите овие 11 години кога што постоите имате остварено и многу хуманитарни активности, акции. Да. Кој да ги издвоиме? Ајде, јас би почнала од оние што, бидејќи најблизу ни овде Момин поток, имате склопено, ако добро разбрав, Да. карго велосипеди, така? Да, лани преку наша акција иницијатива баравме да донираат жителите на Скопје велосипеди кои не им се потребни, кои се во лоша, да речеме, состојба, каде што ние можеме да ги достредиме, доправиме, да ги ставиме во функција. А конкретно станува збор за ранливи заедници кои собираат отпад по скопските нели улици, сме ги сетнале секаде. Има потреба од пошто отваривме средба со нив, има потреба од велосипеди карго така наречени кои напред имаат корпа голема, да прибираат нели лименки, хартија, пластика, пошто од тоа имаат и основна екзистенција, го носат, го препродаваат, нели од тоа живеат, се прехрануваат, нели се натака како што иде. Бевме таму, отворивме контакт во Момин поток со 5 фамилии, се запознавме, ги видовме во каква состојба се нивните поранешни карго велосипеди. Го снимавме све тоа, малце модифициравме со наши средства и со помагатели некои од некои проекти што обезбедивме парични средства нормално. Направивме нов дизајн на тие карго велосипеди, велосипедите што ги добивме преку донација ги искористивме тркалата и задните делови, нели самиот пренос погон. Се офарба, се направија добро, се појача, што се вика, пошто ни кажа дека треба да се носи тежина да може да се вози ваму таму. И после, нели, кога заврши све тоа, им ги доделивме, им ги дадовме и ден денес, мислам, ден денес, една година и нешто веќе се во функција ги користат. А не останавме само на тоа, ја и мислам мојата екипа околу мене правиме посета и ги гледаме деловите што им се уништени да ги не ги оставивме само на тоа да ги добијат
карго велосипедите, него и понатака, пошто стварно не се во бидат во можност. функција, Да уште бидат во долги функција, години. пошто кај нив најмногу страдат гумите, надворешни бандаши, така да ние уште и што имаме нешто и А од за страна нив може би остането. тоа е голем трошок, така? Верувате, голем трошок е и ги сервисираме и тие работи и меѓутоа и правиме други акции кај што има потреба од храна, облек, пелини за деца, малолетни што се таму, значи така и од таа страна гледаме и тој дел да го покриеме. Но повторно имате повик поврзан со велосипеди, 10 велосипеди, мислам дека ви се потребни за Битола или Битолско. Да, моментално се работи Зошто? за нова иницијатива. Во Битола се работи исто за 10 велосипеди кои ќе треба да се донираат. Самиот фирмите во индустријската зона што е на тие луѓе им обезбедила работа. Проблемот е се што Не може да стигнат до не своето може да стигнат работно таму, место. пошто индустријска зона нема превоз, да користат такси или други услуги, автобус не им се исплати. Така да иницијативата и акцијата ќе биде да се најдат 10 велосипеди. Може да се пофалам само што го објавивме ние тој повик за донација, дали пројде еден ден се обезбедија одма. Одлично. Ама ние не застануваме, сакаме поголема бројка да видиме и другите ранливи категории што се не само во Битола и во Скопје, него во другите градови кај што имаат. Благодарен сум еве јавно до сите пријатели што искажаа, значи се работи за донација на нови велосипеди. Овој пат одевме скроз. Акцијата беше за некои со помали кварови или што да се дефекти, да ги сервисираме не ние, него испадна луѓе кои стварно од кутија ги вадат нови, гланц нови ќе добијат баш денес кога ќе одат 2 наши возила да ги испорачаат во Битола тие и луѓето да можат веќе да си ги користат да одат на работа со велосипедот. И турата околу Охридското езеро, која што има можност да видат гледачите на нашите екрани, беше во хуманитарни цели, така? Па да, секоја година скоро е во хуманитарни. Дали била за СОС-ско село, за специјална олимпијада на Македонија, за некоја жена од Скопје која била загрозена економски, нели немала средства, па ние нешто сме пробале да пресобереме, а лани беше за Сдружение на родители за деца со тешки невролошки болести, кокичиња од Скопје. Така да намената е са кога можеме прехлани, па беше ајде малце меморијална почина наш голем пријател од Дресен Васил Јанкула, кој боледуваше од церебрална парализа, возеше трицикл и со самиот трицикл он го имаше свртено Охридското езеро, учествуваше на маратони и согласно нормално блиската негова фамилија од мајка му и таткото ни беше дозволено тоа да го организираме. Малце беше нели емотивна турата, тешка, врнеше са балјето, ама кога дојде мајка му и сестра му, мислам, кај што се собираме, се отвори небото, стварно. Се возеше во негова чест. Да, така и беше, да, Васил ни го чисти небото, да, од узгоре. И така, знаеме, да, Охридско езеро. Секојаш да ја организираме, во мај месец ја правиме оваа година. Која година поред веќе? 11. Колку што и вие, да, всушност. дури за време на короната ние возевме, пошто беше дозволено тоа, добро. Па да, проблем беше сертификати дали Албанија, пошто влагаме во Албанија, целиот круг, дали барат сертификати да знаеме да вадиме, дали можеме да влеземе или не можеме да влеземе во Албанија. Немаше потреба сертификати таа година, се влага со лична карта. Сега и многу е побрзо за нас точаците, ги немаме ние тие гужви, еве, кога идеме во Грција на пример со точаци. Да. Ние сме први, не трпиме. Како реагираат горан оние кои што за прв пат ќе пристапат на таа тура да го обиколат Охридското езеро? Ја им кажам само дојдете дома, Google Maps, зумирај, отвори го. Да види. И види го ова и каже си го свртив ова. Да. Многу луѓе, она на почетокот, како се собравме, тоа кој ќе ставиш слика дека си било Охридско езеро, тие луѓе са моментално што има нови, секоја година ни се прикачуваат, мене ме запознаваат, и овие вакви емисии некаде, сака да го изводат Охридско езеро. Тие што возат со нас, ние ги учиме. Тоа е целта на Сдруженијето, не само да возиме, организираме, нели, него да дадеме и мали обуки како да се вози правилно велосипед, сигнализација при возење велосипед во група, што да се јаде, што да се пие, како да се хидрира, како да се оправи мускулот, нели, она рикавери што викаме. И кој ќе дојде моментот околу Охридско езеро, ги храбрувам нека можат
да го извозат, пошто ја веќе на поголемиот број на жени, девојки или дечки и постари нели луѓе им ги ја знам кондицијата до каде, знам до кај биле со мене, кој темпо и знам дека словно може 92, вака може звучи малце или многу, не знам, може да го извозат да го свртате зерото. Преубаво е чувството кога ја качиш галичица нагоре, кога ќе свртиш и цело време си покрај Охридско езеро, преубаво и после нели. Горан, сакав уште доста да позборуваме, затоа бидејќи освен што си председател на Сдруженијето, си подпредседател на Македонска ново асоцијација. формираната, можеме да кажеме, релативно една година само. Официјално од лани, иницијативата одамна постои пред 10 години, ама лани се собравме. Асоциација на аматерски велосипеди. Македонска асоцијација на аматерски дружени и клубови. Ќе го оставиме тоа за следниот пат, а следниот пат ми најави нешто имате голема во октомври. Септември, што значи тоа ќе биде гостувањето тогаш и ќе ги опфатиме и тие две работи. Може. Нема мислам неисцрпен разговор е предпоставувам. Убави работи има да се кажат нормално. Ти благодарам многу на ова твое гостување. Се надевам дека сега вака некако заскоткавме и кој што до вчера не размислувал да вози велосипед, можеби сега ќе започне. Да, вадете ги или купете нови велосипеди, тука сме ние. Ти благодарам многу, Горан. Се гледаме повторно во септември.